Почитуван представник на Народниот правобранител, дами и господа, почитувана јавност. Значи, и денеска разговараме за годишниот извештај на Народниот правобранител за 2021 година. Внимателно го прочитав извештајот и ќе се задржам на 2 до 3 работи од извештајот, а се однесуваат на судството, обвинителството и полицијата. Да почнеме со ред. Значи, од извештајот се забележува дека ниту една од препораките на Народниот правобранител не се земени во предвид во работењето на државниот апарат. Интересно е да се забележи дека Народниот правобранител, работејќи во рамките на своите надлежности, дошол до заклучок за бројни неправилности во работењето на институциите. Очигледно е дека забелешките на Народниот правобранител не се прифатени, ниту применети, бидејќи институциите се уште работат спротивно од укажувањата. Владата не дава никаква поддршка на институцијата Народен правобранител и продолжува да ги води процесите во насока со која се повредуваат правата на граѓаните. Она што јас можев да го прочитам од овој извештај е уште една потврда на она што го знаеме, па ќе потенцирам само неколку главни точки. Народниот правобранител го потврдува фактот дека продолжува процесот на политички водени постапки за поединци за кои се процесираат случаи без никакви докази и истите се подложни на тортура од институциите, правосудните и полициските органи. Потоа продолжува генерирањето на случаи на политички затвореници и нивна тортура во затворите. Многу од аномалиите кои се забележени во извештајот за начинот на функционирање на затворите може да бидат коригирани доколку се земеле во предвид укажувањето на оваа институција. И се доаѓа до заклучок дека во политички монтиран случај, наместо да се бори за правдина на поединецот против кој се води случајот, му е потребно да ја префрли вината на некој друг или да си признае вина за да добие помала казна. Ова мислам дека не се случувало ни во комунизмот, таму барем по двајца сведоци да има. Покрај останатото и во овој извештај е уште една потврда дека судството е дефинитивно најслабата карика во државата. Најголем процент на представки се за судовите и обвинителството, нивното неработење и ненавремено постапување. Овој цел извештај, значи, како да е пресликан од случајот за уставобранителите. Истите работи што се случуваат тогаш, се случуваат и минатата година, кога се однесува за извештајот од 2021 година. Па не за џабе граѓаните на Македонија во 92% благо кажано гледаат со недоверба во судството. Не за џабе и Врховниот суд во Шведска и судот во Грција тоа го потврдија со нивните одлуки за неиспорачување на дел од луѓето кои отидоа во овие држави за да се спасат од тортурата во нашата држава. Не за џабе магистрираат и докторираат по најпрестижните универзитети во светот со случаи од Македонија. Како тие не треба да се водат и како тие се политички монтирани случаи. Па така во Шведска има магистерски труд оценет со највисока оценка под името Македонците осудени на 2 века затвор во 21 век, а се работи за уставобранителите и нивниот политички монтиран случај, а се со цел заплашување на македонскиот народ. При тоа, не водејќи никаква сметка за правата на обвинетите, на нивните семејства и правата на одбраната. Сето она што е наведено во овој извештај на Народниот правобранител, како да е пресликано од овој случај за уставобранителите, кои го бранеа единствено Уставот на Република Македонија. Точно на овој датум, 27 април. Па имаме нарушување на правото на фер судење, квалификација на делото од политичари уште пред да започне судењето. Ви текнува на господинот Чилегов. Прекршување на Европската конвенција за човекови права и слободи. Рочиста по цели денови, по 12 часа, без право на храна и вода. Обвинетите не можеа да напуштат седницата, па дури кога има потреба од тоалет.
Со ваквото постапување, судот не само што ги повреди основните човекови права, туку направи груба повреда на член 12 од Уставот на Република Македонија. Сето ова беше нотирано и во извештајот на Хелсинскиот комитет за човекови права и слободи. И кога сум тука, ќе го замолам представникот на Народниот правобранител, кога веќе можеле од Хелсинскиот комитет да дадат извештај за овие неправилности, што се случува во тој процес, ќе ве замолам и вас, господине, да го кажете вашето мислење за овој случај. Дали имало неправилности, дали луѓето се судат и треба да се судат за тероризам или за нешто друго. Ја ви ја нудам оваа можност, именно Народниот правобранител, колку што разбрав од ТВ екраните, беше и замолен од некои новинарски екипи да даде изјава, меѓутоа веќе месец-два тоа се пролонгира, не дека не сака, и затоа ќе ве замолам и мислам дека е најдобро место од оваа собраниска говорница, како институција Народен правобранител, да го искажете вашето мислење. Бидејќи понатаму продолжува прогонот на истиот начин, како и во други случаи, така и за луѓето кои беа обвинети за тој 27 април. И понатаму продолжува. Например, не се дозволуваат ТВ екипи да отидат и да земат изјава од обвинетите кои се денеска по затворите 2 века. Сето тоа продолжува дури и пресликано и на нивните семејства. Имено еден син на уставобранителите кој конкурирал на конкурс за прием на полицајци во Министерството за внатрешни работи, одговорено му е дека е опасен по државата. Значи, тоа што се случува е срамота. Срамота и за судството, срамота и за полицијата, срамота и за државата. Да го слушаме колегата. Затоа уште еднаш ќе ве замолам да искористите оваа шанса да дадете ваше мислење за овој случај и дали, например, со промена на искази на еден сведок, луѓето треба да се осудат како терористи, а тој истиот кој ги менува исказите да добие помала казна. Она што го кажав претходно. Или ќе го промениш исказот, или ќе кажеш дека да, крив сум, виновен сум и да добијам помала казна. Како што кажав, вашата шанса е сега пред оваа комисија да го кажете вашето мислење. А за овој случај ќе дојде време кога ќе има одговорност за сите кои учествува во монтирањето на овој случај. И ќе дојде време и ќе се дознае кој, каде, зошто, кои судии, кои обвинители и кои политичари го имаат монтирано на политички начин овој случај, се со цел да се все сади страв на македонскиот народ за работи кои доправа доаѓаат. Од тука ќе се префрлам на еден случај каде Оливер Спасовски и Љупчо Николовски вршат притисок врз оризарите. При тоа вршат притисок врз јавното обвинителство да отвори постапка против оризарите кои протестираат со барање да се обезбеди откуп на оризот кој за нив, например, живот значи. Тие луѓе живеат од производството на оризот. Кога сум веќе кај Оливер Спасовски, има многу што да се каже, што се однесува до полицијата и незината работа. Вие многу добро сте ја нотирале нивната активност, нивната работа. Па затоа и ќе ви прочитам еден дел од извештајот на Народниот правобранител. Меѓутоа, претходно ќе кажам дека и да констатирам
дека полицијата од една страна е во спрега со криминалот, тоа е нотирано само со други зборови во извештајот, значи е во спрега со криминалот и криминалците, а од друга страна е во спрега со обвинителството и судството. Па така, пишува, дел од граѓаните во представките се жалеа на неоткриени сторители на тешки кражби, сторени во нивните домови, јавни места и јавен превоз. Па потоа се кажува, граѓаните во нивните представки укажуваат дека полицијата ги знае сторителите, но намерно не ги открива, бидејќи соработува со нив. Ова го кажуваат граѓаните, а вие како институција народен правобранител ова сте го нотирале точно. Во оваа насока народниот правобранител повеќе пати во постапувањето се обраќаше до органите на прогонот со укажување дека треба да се направат напори да се преземат повеќе мерки и дополнителни действија како би се откриле сторителите кои извршуваат тешки кривични дела. Во своите укажувања народниот правобранител посетуваше дека основната функција на полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот. Заштитата на правниот поредок, спречување и откривање на казневи дела, преземање мерки за гонење на сторителите на тие кривични дела, како и одржување на јавниот ред и мир во општеството, согласно член 3 од Законот за полиција. И уште еден пасус ќе ви прочитам. И оваа извештена година евидентирани беа поплаките за несоодветно и недоволно постапување од страна на полициските службеници по пријавување на случаи за вознемерување и закани упатени од одредени лица или член од семејството, конфликти меѓу физички лица и расправија во семејството, нарушување на редот и мирот, јавниот ред и мир и така натаму и така натаму. Сето ова, поготово ова што ја го прочитав, граѓаните во нивните представки укажуваа дека полицијата ги знае сторителите, но намерно не ги открива, бидејќи соработува со нив. Ќе кажам некои примери за да го сватите ова што го пишува во извештајот. Како работи Оливер Спасовски и како случаите се прикриваат. Еве, ќе го земам пример Кочани, тука имаме пратеничка од Кочани, па ќе ја прашам дали знае за физичката пресметка, на една прослава пензионерска, полициска, кога 8 полицајци тепаат, физички малтретираат 20 своји колеги. И тука имаме тешки телесни повреди. Не е одземено оружјето во рок од 24 часа, туку тоа се прави и отпочнува процедура после месец и половина. Во меѓувреме се прави притисок, би рекол, до тепаните колеги, за да не презимаат активности во внатрешната контрола на полицијата, во полициската станица Кочани, а потоа и по судот во Република Македонија. Или, например, како е можно без писмен налог полиција да влегува во средно училиште и да одзема мобилни телефони на вработени во средно училиште. Ќе ве потсетам и за случајот за времени избори, ова се случува 2021 година. Да не речете дека измислувам. Излезе и по социјалните мрежи снимката, кога еден инспектор, повторно од Кочанската полиција, малтретира лице инвалид, само затоа што вербално му кажал дека е преблиску до гласачкото место. Тоа сите го видовме. И од тоа штама, нема ништо. Толку. А зашто е тоа така? Затоа што можеби е син на главен инспектор во недозволена трговија во полициската станица Кочани. Татко и син. А решенијата, пример за прераспределба, подпишани од Оливер Спасовски, ќе го чини Министерството за внатрешни работи, само затоа што сака Оливер Спасовски да се одмаздува на неистомислениците, 3,5 милиони евра. Толку треба
јас и вие, да исплатиме само за да ги задоволиме хероите на Оливер Спасовски и неговата незаконска прераспределба на полицајците во Министерството за внатрешни работи. Значи, по тужби добиени од страна на вработените во полицијата, ние треба да исплатиме 3,5 милиони евра. И каде е тука одговорноста? Ова така нема да помине. 3,5 милиони евра само за хирови на Оливер Спасовски, тоа не поминува. Ќе си одговара и тоа како ќе си одговара.